Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе поминете убави 45 минути некаде. Со нас се со цел да ве информираме за проблемите со вашето здравје. Знаете дека сме отворена контактна емисија, дека за сето на што ќе говориме и во денешната емисија ќе имате можност да се приклучите во нашиот разговор и мојата денешна гостинка ќе се обиде да ви даде одговор или насоки за оној проблем за кој што го имате. Значи, денес ќе говориме за една интересна тема. Одбрав да биде таа тема, бидејќи верувам дека многумина од вас ќе се пронајдат во оние симптоми за кои што ќе говориме, а станува збор за синдром на иритабилно црево. Значи, проблеми со органите за варење, значи со цревата, меѓутоа што поточно и што поконкретно ќе кажеме, ќе слушнете во продолжение кога ќе почнеме да разговараме. За таа цел со мене во студиото е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, која што е специјалист по семејна медицина и е исто така и председател на Сдружение на приватни лекари на Македонија. Меѓутоа, пред да ја поздравам доктор Лилија и пред да започнеме разговор на темата, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот за денешната тема, а потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме разговорот за денес. Синдромот на иритабилно црево представува функционално гастроинтестинално пореметување со симптоми кои можат да се доведат во врска со средишниот или дисталниот дел на гастроинтестиналниот тракт, а се манифестира со абдоминална болка или нелагодност поврзано со дефекација или промена на ритмот на цревното празнење, најмалку 2 од 3 од следните критериуми: олеснување после дефекација, промена на честотата на дефекација и промена на конзистенцијата на столицата. За да може еден пациент да се диагностицира со овој ентитет, потребно е горе наведените симптоми да перзистираат најмалку 3 дена месечно во консекутивни 3 месеци. Како посебен ентитет, овој синдром заслужува посебно внимание поради тоа што се повеќе од пациентите кои бараат помош поради наведените тегоби припаѓаат на младата популација. Така, во светски рамки се смета дека во дури 28% од гастроинтестиналните прегледи припаѓаат на оваа групација. Присутна е кај 10 до 20% од возрастните, со поголема инциденца во поразвиените земји од западен свет, со почесто јавување кај жените. Овој синдром допринесува и до намалување на квалитетот на живот, поради што причина е за отсуство од работа, скратено работно време, промена на работно место, неподнослива болка, ограниченост во исхраната, ургентност за дефекација, ограниченост во спортување, ограничени социјални активности и друго. Во објаснувањето на етиологијата на овој синдром се уште постојат недокрај објаснети теории и ниедна од нив не дава директен, единечен и конкретен фактор кој е поврзан со појавувањето на СИЦ, поради што може да се каже дека причината е мултифакторијална и индивидуална, што не условува и на индивидуалниот пристап кај секој пациент. Сепак прифатено е дека поврзаноста на факторите кои допринесуваат до појава на овој синдром меѓусебно се поврзани и влијаат една на друга. Според тоа, од една страна кај лицата со поизразена симпатична активност на автоимуниот невровегетативен центар на поедини стресни ситуации и на тие кои консумираат поголеми количини на храна која содржи масти и јаглехидрати од една страна, а од друга страна кај лица со променет имуноодговор и променета цревна физиологија, се јавува состојба на хронична инфламација од низок степен на самиот зид на цревото која понатаму допринесува до нарушување на нормалната цревна микробиотика и појава на променливост во цревното празнење. Кај овие пациенти, освен претходно напоменатите главни симптоми, се јавуваат и пропратни тегоби, подуеност, континуирана или грчевита абдоминална болка, променето расположение, депресија, болки во орбетот, проблеми со мокрење. Неретко симптомите може и да се многу неспецифични, поради што секој пациент заслужува внимателно да биде прегледан, за да може да се исклучат други состојби кои даваат слични тегоби. Така да секој лекар треба да биде предпазлив ако симптомите се јават кај популацијата после 5-та деценија. Ако има акутно појавување на тегобите,
со прогресивни симптоми, ако е пропратено со фебрилност, стеатореа, ноќни тегоби или диареа, без абдоминален дискомфор кој поминува после дефекација. Диагностичката палита опфаќа низ за исследувања почнувајќи од неинвазивни испитувања, поопширни лабораториски анализи, испитување маркери на инфламација на тироидни хормони, тумор маркери, микробиолошки преглед на столицата, серолошко исклучување на можноста на интолеранција кон глутен, лактоза, фруктоза, ултразвучен преглед на абдоминалните органи, па до инвазивни методи како што е долно-дигестивен ендоскопски преглед, односно колоноскопија. Терапискиот пристап почнува од самото објаснување на пациентот дека овој синдром не е болест и дека тој може да се контролира ако се спроведе соодветно хигиенски диетален режим. Во храната која треба да се избегнува се бројат црвеното месо, маснотиите, млечните производи, пржена храна, жолчка од јајце, чоколадо, кафе, алкохолни пијалоци. Во одредени количини смеат да се користат зрнеста храна, зелка, кромит, лук, грашок, граф, целер, јаболко, ананас. Во храна која е препорачана да се консумира се вбројуваат бел леб, пченица, јачмен, компир, банани, авокадо, морков, киноа. Ако кај пациентот не се постигнува резултат со хигиено-диететскиот режим, тогаш се пристапува со медикаментозно лекување. Ве можете да го видите прилогот, кој беше малку поопширен и се надевам дека добар е како за најава на денешната тема. Значи, како што кажав и на почетокот, за оние кои што подоцна се вклучија, одговорна за денешната тема е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, која што е специјалист по семејна медицина и е председател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Се извинувам, доктор Лилија, добре дојде, многу ми е драго што одвои повторно време да бидеш дел од ваш термин. Благодарам на поканата, како и секогаш. Така. Меѓутоа би сакала пред да започнеме со разговорот за денешната тема, бидејќи сте председател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија, да ве прашам како се сега како е состојбата со мој термин и со недостатокот на лекови на рецепта, бидејќи многумина од од вашите пациенти се жалеа дека не можат да добијат лекови на рецепта веќе 5, 6, 7 во месецот и веќе нема. Ке мора приватно да ги купуваат. Дали се решија тие проблеми? Па околу рецептите прво би почнала од тоа прашање. Имаше веќе 2-3 месеца наназад проблеми каде што пациентите ни сигнализираа да од кои ќе им издадеме рецепти, одат по аптеките, ги барале и не ги нашле. Така да, и првиот месец мислевме дека нешто може моментална состојба, не реагиравме. Пациентите продолжија со нивните реакции со враќање на рецепти кои што сме ги испечатели, сме трошеле време, принтери, тонери, хартии и почнаа да ги враќаат кажувајќи дека низ цел град го барале тој и тој лек, но не можеле да го најдат. Така да после третиот месец решивме да реагираме како здружение, да апелираме до властите, до соодветните органи со медиумски повторно настап каде што алармиравме да негде има проблем во целокупниот систем, да луѓето не можат да си го најдат лекот, да ние не можеме да се јавуваме цел ден по аптеки да бараме кој лек го има моментално, така да гледаме да другиот ден фондот реагираше позитивно и кажа да ќе го зголеми буџетот со тоа да може луѓето да си ги најдат лековите, да се подобри состојбата во државата, така да за тоа си има институции кои што ние алармиравме, они позитивно изреагираа, па се надевам дека пациентите ќе можат цел месец да си најдат соодветна терапија, а не да биде тоа само во првите 4-5 дена од месецот. А во однос на мој термин? Во однос на другото прашање, мој термин, знаете како, целиот систем има и позитивни и негативни страни, како нонстоп ќе давам таа изјава заради тоа што е добро, како замисла мој термин е нешто добро во однос на да можат луѓето од Гевгелија, од Делчево, од Дебар, од целокупната Македонија да си закажат термин и да си отидат да не чекаат. Тоа е позитивното, но моментот да оној приоритетен упат се злоупотребува, факт и тоа е вистина. Значи и за тоа алармираме, така да имам некои сознанија дека институциите, фондот, министерство припремаат некои промени, се надеваме дека навреме ќе бидеме информирани. Мора да се запази, да се знае што е приоритет, се знае што е итнос. За итнос во државата, ниеден пациент не му треба упат
туку веднаш може да биде примен со инфаркти, со мозочни удари. Да нема значи, никои тоа такви проблеми. Да ги информираме нашите граѓани и нашите пациенти, оние кои што не слушаат, да за итност секој ќе биде примен секаде без упат. Додека има моменти каде навистина некои ситуации, некој има одредени болки, има потреба приоритетно да се закаже, приоритетно да се снима. Има такви моменти. Функционира ли тоа ако, например, некој има потреба од итност, например, има некој проблем кој што веднаш мора и треба да се испита, ако се даде приоритетен упат да го примат таму каде што ќе го пратите? Да појаснам попрецизно, приоритетен упат не значи веднаш одма да ве примат. Приоритетниот упат е замислен денеска сите кои што имаат закажано преглед, да бидат прегледани и на крајот од денот да биде примен да се примат тие со приоритет. Да се примат оние пациенти со приоритет. Голем дел од пациентите едноставно поинаку го прифаќаат или го перцепираат, сакав да изберам некој соодветен термин, да мора тоа дека сите треба да ги пререди и веднаш да не чека во моментот кога тој сака, кога комшиката сака. Знаете, народот гледа, ако оди комшијата, па ајде сите 3/4 тука од околината, сите да отидат. Тоа не може така во здравствениот систем. Пациентите знаат да има пациенти по приоритет, мора да постои тријажи, има луѓе кои што навистина им е лошо, има луѓе кои што навистина се приоритетни и докторот и персоналот здравствен е тој кој што ќе одреди по тријажа кој навистина во моментот треба да биде влезен порано или пред сите тие. Во моментот функционира мој термин, вие како матичен можете да закажувате електронски? Закажуваме, да, имаше еден ден кога имаше некој проблем во кој што не функциониравме скоро цел ден, но се реши тоа, така да у моментот функционират. Има недостаток од одредени кадри и да речеме се случува ако некој сака да закаже ехо на простата, ехо на абдомен, навистина се чека подолго време. Многу се чека за катаракта. Тоа е заради тоа што постојат мал број на стручни кадри кои што оперираат, кои што работат и едноставно бројот на патологијата, процентот на луѓето кои што имаат перде, ќе користам термини за да може да ме разберат моите граѓани, бројот на оператори кои што оперираат перде на око е мал во Република Македонија и затоа многу се чека. Така, и јас онака кога сум размислувала во однос на мој термин, се случува да нема термин за нешто можеби што е сериозно, дава термин за после 3-4 месеци, до тогаш може се да се случи. Така да би требало и тоа да се има во предвид, да го имаат во предвид и од Министерството за здравство и оние кои што се одговорни дека навистина за нешто што сметаат матичните лекари дека треба да се прегледа или да се испита понавремено, некако да се направи, да се размислува и на тие моменти. Да, нема нешто софтверски што не може да се реши. Повторно ќе кажам, мора да се врати диригентската палка и докторот да кажува што е приоритетно со некој црвено, жолто, зелено или семафор, некои знакчиња. Нешто што е додатно, што би требало да укажува на нешто што е поургентно. Да, значи приоритетен има разлика, верувајте ми, од приоритетен до приоритетен. Значи во однос на дијагнозата, во однос на приоритетот на пациентот, нешто мора да се менува во софтверот. Ние имаме многу идеи, имаме многу предлози, но некако последно време таа трилатерала малку затајува. Да се надеваме дека се полека ќе се среди, иако кај нас некако многу тешко да работите, па да се решат сите оние проблеми за олеснување на проблемите со здравјето кај пациентите, а и на вас како лекари кои што се грижите за нивното здравје. Ајде сега да преминеме на темата. Значи, кажав, ќе говориме за синдром на иритабилно црево. Што значи тоа, доктор Лилија? Па медицински дијагнозата се вели колон иритабиле. Значи, тоа е една многу опширна тема во која што етиологијата може да биде многу различна. Најчесто се работи за нервозни црева, на кој што го велиме народски кажано. Се случува кај емотивни луѓе, кај луѓе кои што се многу чувствителни и после одреден стрес може да се случи за кратко време без никакви најави да дојде до чести столици, каде што ќе дојде до нагло празнење на сета храна, на се што има во сета она течност во цревата. Етиолошки велиме дека нема некоја специфика, но најчесто од една таква патологија може да произлезат и други болести. Причинители можат да бидат најразлични, велиме најчесто дека нервниот систем, вегетативниот нервен систем е тој кој што една особа која што си работи најнормално, но во даден момент доживува одреден стрес, после тоа може да доживее 3-4 течни
чести столици обилни, каде што може да дојде до дехидратација на организмот, до јаки болки и се карактеризира со, да речеме, од кога ќе се случи комплетното празнење, се смирува и болката. Цревата се еден дел од целокупниот организам, кој што вегетативниот нервен систем ги координира. Парасимпатикусот е тој кој што ја прави таа инервација на дигестивниот нервен, на целиот дигестивен тракт. Така да, во зависност може да се случи да има проблеми и такви чести празнења, колон иритабиле, тоа значи да многу лесно раздразлив дел од цревниот систем. Може да се случи и други причинители да доведат до такви проблеми, кои што пациентите во даден момент му прави да се чувствува нелагодно, да мора да трча, да бара тоалет, да не се чувствува комфорен во друштво, да му прави состојби, дури да му се наруши комодитетот и секојдневието и нормално сето тоа доведува, ако подолго трае оваквата ситуација, да доведе до слабење на крвта, до слабење на целокупниот организам, но професионалците треба да го бараат причинителот кај сето тоа со една добра анамнеза, да се земе, значи каков е животот, што работи, каква е фамилиарната состојба, што се храни, како се храни, што се внесува дома. Така да е една добра анамнеза кај пациентот може да се види колку е честотата на оваквите појави кај пациентот. Така да сметам дека секој пациент ако има оваква тегоба треба да се јави кај својот матичен доктор. Да се обрати, да ги каже кои се тегобите и со една добра анамнеза да се дојде до соодветна терапија кај тој пациент. Так. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи за сите оние кои што не следат, доколку имате некои вакви проблеми во однос на синдромот на нервозно или иритабилно црево, може да се јавите, да поставите некое прашање или да побарате совет од доктор Лилија. Доктор Лилија, дали само симптомите се однесуваат на она за кое што говоревте досега? Јас така информирајќи се околу темава, забележав дека постојат и други симптоматологии, значи за целиот систем на органите за варење, не само за цревата. Точно ли е тоа? Јас еве само еден мал момент би кажала што е битно. Сите оние кои што имаат колон иритабиле или нервозни црева мора да избегнуваат газирани напитоци, заради тоа што оние меурчиња кои што постојат во газираните напитоци прават дополнително нервоза, дразби на цревото и можат да доведат до течни столици. Црниот пипер исто така е нешто кое што може да направи и алкохолот. Тоа се три моменти каде што кафињата, кофеинот исто така го стимулира. Тоа се неколку моменти кои што од една состојба каде што пациентот се чувствува најнормално, но при употреба на овакви храни или додатоци или напитоци може да доведе после неколку сата кога овие делови, храната која што е со црн пипер, кафето, заради тоа што за секој дел за да дојде од она кој што ќе го внесеме, 2 часа се задржува во желудник, па потоа мине низ танко црево, па додека да дојде до дебелото црево, така да одреден период тие пациенти можат да добијат течни столици и рачуните ако се наоѓате на состаноци, на некои моменти каде што се со луѓе, треба да внимавате што јадете и колкав е временскиот размак каде што би можеле овие да направат колон иритабиле, нормално да имате потреба од од користење на тоалети и така. Дали подоеноста, гасовите, исто така пак и запекот се дел од симптомите на оваа проблематика? Повторно ќе кажам да болестите се поврзани во делот на дигестивниот систем. Хеликобактер исто така е една од причините кои што може да направи подуеност, обстипации, болки низ целокупниот дигестивен тракт. Дивертикулозата е исто така една од патологиите каде што имате израстоци како полипчиња низ целиот дел на дигестивниот тракт и идат многу лесно одредени пијалоци или храни може да предизвикаат лута храна, повторно овие истите претходно кои што ги набројав, да предизвикаат проблеми со стомахот и со цревата или да доведат до подуеност. Оној момент мора да го наведеме моментот да имаме пациенти кои што се оперирани, кои што имале одредени интервенции во делот на стомахот, на абдоменот. Исто така луѓе кои што имаат туморозни формации, огромни полипи како што е вилозниот тумор. Исто така пациенти кои што имаат други, да речеме некои стенози во делот на дигестивниот тракт може да доведат до
подуеност може да доведе до обстипација и кога пациент ќе дојде да се жали дека му се подува стомахот, значи енормно добива, се балонира, не може да се празни 3 до 4 дена, тоа е веќе аларм каде што мора сериозно да се провери пациентот, да се направи една крвна слика, да се направат колоноскопии, иригографски методи да се видат каква е состојбата со цревата. Од симптомите постојат неколку моменти, така да кога постои обстипација со подуеност, со една анемија изразено, сето тоа сигнализира да постои негде туморозна формација, која што прави стоп во празнењето кај пациентот и заради тоа иде до енормно подуеност, заради тоа што храната која што се внесува, ферментира, произведува гасови, а празнењето е отежнето. Кога би се направило на рентген и да се види една туморозна формација, на рентген се гледа како дел на изгризано јаболко. Тоа говориме за дебелото црево? Да, за дебело црево, така да таа стеноза која што е карактеристична е многу лесно може да се препознае при испитување со контрасти со се, така да карактеристично е она изгризано јаболко, а додека ако се работи за момент на еден улцеративен колит, каде што цревата долготрајно имале воспалителни процеси, кога би се направила рентген снимка со контраст, цревата изгледаат како изгризани од молци. Така да, кај таквите пациенти имаме чести столици, крвави слузави столици, пациентот слабе, губи на тежина, анемијата е тука пропратен метод, заради тоа што дел од оние кои што е хранливи материи треба да се ресорбираат и да се задржат, едноставно не може, лигавицата е оштетена, така да кај таквите пациенти мора да се даде соодветна терапија, да се внимава на исхраната и мора да се дадат антибиотици и лекови кои што би ја санирале соодветната состојба кај пациентот. Така. Бидејќи кажавме дека може да се почувствуваат повеќе симптоми, често пати може би да се поврзе со нешто друго, па и да се испушти ова што е карактеристично, значи да се помисли на некое друго заболување, а да се случува токму синдромот на иритабилно црево. Многу честа појава, некако ми се чини дека кога треба да се диагностицира, дури може би вие лекарите не можете да бидете сигурни за што се работи, бидејќи како што кажав, се случува да има проблеми и со желудникот, и со столицата, и со подуеност, така натаму, и тука може повеќе диагнози да се претпостават. Меѓутоа, што точно треба да се направи за да точно се утврди дека станува збор за оваа проблематика? Еве вие како матичен, што препорачувате? Значи, што се треба, какви испитувања да се направат за да точно се знае дека е токму синдром на иритабилно црево? Секој матичен доктор кога ќе се појави пациент со оваква патологија, нормално прво проба со промена на начин на исхрана, она кое што можеме да го средиме на ниво на локалната наша амбуланта. Се следи пациентот извесен период, се враќа, нормално го бараме да се јави повторно на контрола, проверуваме што пиел во претходниот период, заради тоа што многу често се случува да заради промена на цревната флора, еве лекувајќи одредени болести каде што пациентот треба еден реуматоиден артрит, каде што се покачени АСТ, ЦРП и некои други параметри, имаме потреба пациентите да примаат месечно, значи цел месец антибиотици. Кај таквите пациенти, ако не се даде пробиотик, се нарушува цревна флора комплетно. И имаме ситуации каде што ќе дојде пациент со огромен број на течни столици, не може да се средат тие диареи кои што се појавиле, така да зошто велам, многу е добро да има добра анамнеза, добро да се види картонот, заради тоа што многу често во нашите амбуланти пациентот дошол кај едниот доктор, па дошол вториот пат кај втората смена. Добро е се да се запише во здравствениот картон, да имаме увид и да анализираме што пиел, што користел пациентот, што се лекувал, кои лекови ги земал, за да може да видиме сега што понатаму. Потребно е да се направи крвна слика, да се види седиментација, да се види дали има анемија, да се види МЦВ-то колку е, а потоа потребно е да ако сета оваа ситуација продолжува со упорни течни столици и со проблеми во исфрлањето на изметот, мора да се направи колоноскопија, комплетно едно испитување на дебелото црево, не само ректоскопија, заради тоа што ректоскопијата е тука кај ректумот, кај излезот на дебелото црево. Но дебелото црево има асцендентен, има трансферзален дел и десцендентен, сигмоидален и ректумот кој што на крајот е излезен дел. Така да комплетна колоноскопија е најдоброто
испитување, за да се направи ова, пациентот треба неколку дена да следи препораки на докторот, мора да дојде до празнење комплетно, само течни сокови продзирни, да речеме, еве овие од јаболко или нешто супа, без ништо може да користи, за да дојде до комплетно празнење, за да може да се направи снимка, комплетна колоноскопија, да се види целокупната состојба на лигавицата внатре на дебелото црево, за да се установи дали се работи за еден колон иритабиле или се работи за нешто друго кое што на моменти има дразби и прави, дали се работи за дивертикулоза, за колонска полипоза, значи комплетно голем број на полипи, дали се работи за некоја туморозна формација, така да сето тоа ќе се дијагностицира комплетно со колоноскопијата целосна која што ќе се направи до целото дебело црево. Тоа во случај ако со исхраната не може да се среди или пак мора тоа да се испита? Ако обично никогаш веднаш не ги праќаме сите пациенти, мислам таман работа ако секој кој што има пролив и еве течни столици би го упатувале на такви испитувања. Првен гледате тоа да видите дали има резултат. Да видиме ден, два, три како ќе се смири ситуацијата, а после тоа ако навистина има индикации, како професионалци можеме да видиме ако тоа се повторува, тогаш мора да го патиме, да му закажеме до интерниста, интернистот натака да си го закаже за колоноскопија. Добро, се случува понекогаш и кај овој синдром да и не се толку многу, како да кажам, симптомите може би драстично изразени, меѓутоа сепак да постојат овие проблеми и така нели тој да ги занемарува, да помине долг период, може ли нешто да се случи, да се искомплицира или да се добие некој друго заболување ако не се дијагностицира навреме и ако не се третира навреме? Секоја патологија, ако не се превземе, еве да речеме, ако се установи дека пациентот има течни столици и добива нервозни црева ако пие кафе, значи со исклучок на кафето, газираните сокови, ако некогаш самите пациенти можат да кажат докторке, се напив и после неколку сата од тоа и тоа добив течни столици. Значи анамнестички и они сами логички ги поврзуваат нештата дека или пиев алкохол многу, па другиот ден не бев добар. Така да некогаш пробаме со промена на начинот на исхрана, велиме па без се може. Се може и без кафе, се може и без газирани сокови, се може и без алкохол. Така да имаме огромен број на пациенти каде што со промена на начинот на исхрана, почесто а со помали оброци, да го средиме тоа. Заради тоа што темпото на животот, начинот на живење сега брзо се живее, брзо се јаде. Значи човековиот организам има киселина која што се лачи во желудникот. И таа киселина, ако вие надолу како нели нормално си оди со сите природни сокови, не внесе пациентот храна, не внесе леп, не внесе доволно месо, протеини и други работи, таа киселина си го копа надоле дигестивниот тракт. И зошто велиме ние многу е добро за нашите пациенти кои што не следат и слушаат почесто да се јаде помалку. Значи, друго е кој ќе се внесе и друг вид на храна, па ќе се неутрализира таа киселина надолу, но ако не се внесе храна, не иде до лачење на оние други ензими и таа киселина надоле си прави улцерации, си прави нели копање, го пореметува оној баланс кој што постои нели во дигестивниот тракт и прави оштетување. И затоа е лошо кога велат диети. Диетите не се добри. Треба нели диета кога некој држи, после таква диета ќе рече држев диета, ама си го расипав стомахот. Значи мора да се јаде почесто, помалку, а не да не се јаде. Па било што и да е малку овошје и да е. Било што да е почесто, помалку, 4 до 5 пати. Еве еден апел до нашите граѓани, оние кои што не слушаат, добро е да се појаде. Појадокот не е добро никогаш да се прескокнува и негде дока е 8 сатот да се нашите слушатели појадени. 10-10,5, секогаш треба да има ужинка, една рака овоштија некое. 1-1,5 часот веќе добро е да има салата, да има супа, нека нема леп, али ако има компир и ако има ориз, нема потреба од леп. Кај 17 часот повторно една рака ужинка, некое сезонско овошје или пола банана или било што, кај 20 часот повторно едно риванче лепче да се касне и веќе кај 22 часот чаша млеко. Значи сето тоа е потребно за таа киселина да се собере и да се неутрализира со исхраната. Овака може на слушање делува дека е многу, но тоа е многу малку. Тоа е здрав начин на живење. Ако се јаде во мала количина, како што велите и почесто, тогаш тоа би било нормално. Да го заштитиме дигестивниот тракт. Колку што ве разбрав, ако вака се однесуваме, тогаш би се лачеле оние добри ензими во нашиот желудник и не би
би го расипувале на некој начин? Па би се лачело и од панкреасот и од сите, знаете како целиот дигестивен, оние кои што се вклучени се во што е работата, потребно, значи за преработка на исхраната и треба, знаете како целиот организам е во една рамнотежа, но ние со нашиот нездрав начин на живење правиме еден дисбаланс. Така. Доктор Лилија, кажавме дека што е потребно за да се диагностицира, дека треба нели да се испита и крвта, дека ако нели сметате дека треба да се направи колоноскопија. Меѓутоа, кажавме ако први не се среди работата со исхраната, па се преминува нели со лекови. Многу ли лекови треба да се пие за да се санира овој проблем ако не се среди преку исхраната? Па, она од нашата пракса која што имаме, еве јас одлично од мојата пракса, секогаш уклучувам лекови кои што би ја намалиле киселоста, тоа е од едниот момент. Значи од групата на пантопразол или омепразол и ранитидини, во зависност кој што може да консумира. Секогаш давам да се види ако има габички, гливички, нели повторно кажуваме од антибиотици, не е лошо да се даде една доза и нистатин. Едно време сите го знаеа стрептоксазолот, нели, така да, лекот, но мора да се даваат пробиотици, се проба со таков начин на лекови кои што би ја намалиле киселоста нормално во организмот, така да прво почнуваме со тие лекови, додека ако се работи за улцеративни, нели, колити и за други работи, каде што има друга патологија, тогаш терапијата е сосема друга. Но кај овие ситуации, верувајте ми, ситуацијата се подобрува. Нормално да исклучиме ако нема хеликобактер, па тој да го предизвикал нели тие лоши варења во стомахот, така да ако е за хеликобактер, тогаш се оди и ако се докаже преку измет дека постои хеликобактер кој што исто така прави пореметување во варењето на храната и болки во стомахот, тогаш се оди со она трипла терапија каде што мора да дадеме метронидазол, кларитромицин или сумамет, антибиотици, така да. Но во секој случај симптомите можат да наведат на повеќе заболувања. Да, у секој случај подуеноста, течните столици, секогаш диференцијално дијагностички, секој матичен доктор, секој професионалец мора да си провери се, да се исклучи и по пат на доказ, да се оди медицина базирана на докази, да видиме што е и како е и во тој правец одиме со третманот. Која возрастна група го има најмногу овој проблем, еве според она што вие го имате како искуство во вашата работа? Дали се тоа може би помладите, бидејќи тие некако водат, како да кажам, не се грижат многу за себе си, што јадат, што пијат, нели, кога јадат, брзаат све нешто, дали учениците, дали и оние кои што работат, може би кои што имаат поспецифична работа, па не можат да јадат како што вие велите да каснат во 8 па во 11 и така натаму. Која е возрастната група? Возрастната група за колоноиритабиле веќе почнува од кај 20-тите години, оние студентска популација, знаете, пред испит, стресови. Имаме многу мал процент на оние ученичиња кои што се во средна школа или во основна, значи се уште го нема тој момент, но веќе од 20-40 години во тој период колоноиритабиле е многу чест, а веќе после околу 50-та година нормално секој треба и да се провери заради тоа што овие туморозни формации на стомак кои што се јавуваат веќе перзистираат и процентот на појавување од 50-та година е поголем. И уште еден даден момент би сакала еве да споделам со нашите слушатели, да ако во фамилија постои карцином на дебело црево и се појавил кај одреден роднина, да речеме во 50-тите години, во тој случај сите кои што се прва линија треба од 40-та година да се проверат, значи 10 години порано кај оние кои што се роднини во однос на таа генетика која што постои нормално генетскиот инженеринг, или ако некој имал на 60, кај 50-та сите кои што се роднини братучеди, превентивно добро е да направат еден преглед на дебело црево, тумор маркери да си направат и така, да се направи ФОП кој што е нели она мало окултно крварење кој што се прават, но ФОП не е специфичен тест. Значи може да се појават такви ситни мали крварења микроскопски кои што не се гледат и кај хемороиди, и кај фисура, некоја лацерација ако постои на дебелото црево, но сепак не е лошо, значи кај луѓе кои што имаат во својот близок круг тетки, стрини, значи ако има да се со
карцином на дебело црево, препорачувам како професионалец да си направат едно испитување, чисто 10 години порано, ако тој роднина го имал на таа и таа возраст, 10 години порано од таа возраст, да си направат испитување сите кои што се прва линија роднина. И сега, бидејќи на некој начин ова заболување или пореметување, како да го кажеме, причините кога се информирав сепак се поврзани со начинот на живот на некој начин. Нели, стресот е тука, исхраната, колку и физичката активност влие, па би сакала некако да го поврзаме едно со друго. Значи, од овие причинители, пак да кажеме што пречи и што и како треба да правиме за да нели не дојде до овој синдром, а пак за оние што веќе го имаат, како да постапуваат. Движењето е многу важно. Така. И сите голем број на студии докажуваат да пациенти кои што помалку се движат, многу е поголема веројатноста да добијат карцином на дебело црево. Додека пациенти кои што се физички активни да нормално и стресот го релаксираат. Така да во однос на тоа сметам дека еве еден апел до нашите слушатели да 10 километри секој ден кој може, колку може да испешачи повеќе, заради тоа што човек кога движи, тогаш и цревата се поактивни, тогаш перисталтиката е подобра, празнењето на цревата е подобро, нема задршка на храни кои што би можеле да направат воспаление, во зависност од каква е храната, може да е лута, иритабилна, некоја и било што. Така да движењето е навистина многу важна работа, а гледајќи го начинот на живење и нашето секојдневие, брзото темпо на живење, се помалку луѓето имаат време за она да земат 10 километри да се испешачат денеска за здрав живот. Така да процентуално рековме кај луѓе кои што седат, кои што се под стрес, еден стрес може да направи навистина појава на воспалителни процеси во цревата, исто како што може да се јави после стрес, некој ќе рече жолчката ме фати. Разбирате, значи вегетативниот нервен систем е навистина една чудотворна работа во нашиот организам. Нервниот систем е во основата на се и можам да кажам дека најголемиот број од болести кои што идат после стрес, после нервоза, народски кажано, ќе речат бе му почина дете или ово она, па после тоа се јави карцином, оболе родителот или било што. Така да апел колку можеме помалку да се нервираме, да си наоѓаме време за нашите 5 минути кога би можеле да исклучиме телефони, да се исклучиме малку од брзото темпо на живење кое што носи стрес, а стресот носи болест. А околу храната? Околу храната нормално секој кој колку може здраво да се храни, нормално и условите и финансиската состојба на нашите граѓани, има луѓе кои што можат се да си приуштат, но има луѓе, верувајте ми, кои што навистина и слабо се хранат и неквалитетно се хранат. Така да еве би сакала нели цело друштво да работи, да може барем до некој стандард да си дојдат граѓаните, да можат да си приуштат нормални, да можат и протеини, и јаглени хидрати, и витамини, и супи, да се живее здраво, институциите кои што се одговорни за ова да гледаат генетски модифицирана храна да не се внесува во нашата држава и повторно ќе речам целото друштво е еден систем во кој што сите ние треба да се грижиме што се внесува, кој квалитет е, што користат нашите жители и така. Ајде некаде при крајот имаме и гледач да го вклучиме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Едно Дали се слушаме? до докторката, ако може. Имам дивертикули на дебелото црево. Режија во студио ништо не се слуша, значи ајде обидете се да го префрлите во студио гледачот. Ало? Ало? Бидете на линија, имаме некој мал проблем. Еве, сега ќе се слушнеме. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, повелете. Во програма сум. Да, во програма сте. Едно прашање до докторката и поздрави до докторката и до вас. Благодариме. Едно прашање до докторката. Имам дивертикули на дебелото црево и многу тешко празнење. Добро. И што на сабајле да се напијам, дали маслиново масло да пробам како што слушам, што ќе ми препорача докторката? Рековте везикули, така? Дивертикули, да. Дивертикули, да. Дивертикули, добро. Повлечено е дебелото црево навнатре. Аха.
Добро, Так. значи што би ви помогнало? Да, што би ми Так. помогнало за подобро празнење. Добро, ви благодариме што се јавивте. Благодарам многу и пријатно. Пријатно. Да, па еве една препорака. Добро е на сабале да зимате топла вода, малку со мед, ако немате шекер. Значи тоа е една од препораките. Друго, маслиновиот зетин навистина помага во едноставно го подмачкува и ја обложува лигавицата на дебелото црево и содржи високи дози на Е-витамин за заздравување на лигавицата во тој дел кај што е воспалена. Не смеете ако имате дивертикулоза, кафиња, газирано, црн пипер, такви работи не, но смеете житарки, ова пченица која што се прави е многу здраво да си направите. Корнфлекс да се јаде обавезно еден оброк за да може полесно да се формира изметот и перисталтиката да работи. Ајде, ако има некој гледач на линија може да го вклучиме. Имаме време. Слушам дека звони телефонот. Режија, ако има гледач, вклучете го. Ало, Добро вечер, повелете. добро вечер. Повелете, да слушаме. У програма ли сум? Во програма сте, да, повелете. Може нешто да прашам туберкулоза, ТБЦ на цревата? Може слободно, говорете. Кажете да, што е проблемот? Што може да се хране, се работи за млад човек? Дали разбира доктор Лилија? Која е патологијата? Ја ве разбрав туберкулоза на црева? Да. Добро. Да, значи добро слушнав. За туберкулоза на црева терапијата е иста. Значи мора да се обратите туберкулозата да се лекува во суштина. За туберкулозата постои трипла терапија која што мора да ја прими пациентот заради тоа што сигурно инфектот бил прво во плуќа, па после тоа се префрлил на црева. Така да соодветната терапија за ТБЦ дали се работи на црево или било каде, мора да се обратите во делот на институтот за ТБЦ во Скопје или ако имате во вашиот град таква институција. Порано не знам од кој град сте, ако сте од Скопје, значи ќе се обратите во делот на клиника каде што е за ТБЦ, а ако имате во вашиот град луѓе кои што се стручни за тоа, треба да ви ја дадат терапијата. Значи трипла терапија мора да се лекува по протокол за туберкулоза. Значи сепак си има некоја посебна... Има протокол и тоа се 3 лека кои што мора да ги прими пациентот за да се лекува барем во 21 век, заради тоа што ние се уште иако сме 21 век имаме туберкулоза, ретко но се наоѓа, но освен што имаме туберкулоза на плуќа, имаме кутана форма на кожа, на црева, значи сегде може да се јави. И затоа треба да се лекува соодветно ако веќе е докажана туберкулоза на црева. Ете се надевам дека сте задоволни. Имаме ли гледач режија? Не? Добро. Ајде тука некаде да привршиме за денес. Значи, доктор Лилија, во секој случај, кога станува збор за диетите само накусо, сите велат дека не треба нели да се јаде многу месо, дали сметате дека навистина е штетно црвеното месо или навистина треба умерено да јадеме од се помалку, да не претеруваме во ништо, за да си ги добиеме сите оние потребни витамини, протеини и така натаму и да водиме некој здрав живот? Повторно идеме до оној момент кога сите ние веќе не сме сигурни што јадеме и колку квалитетно јадеме. Свињите за да добијат на килажа им се пуштаат кортикотерапија. Значи во секој случај не можеме да бидеме во ништо од храната сигурни. Пилешкото месо кое што го јадеме, ние сега имаме момченца и деца, бебиња кои што се раѓаат и веќе им растат гради. Тоа се е како резултат на она хормонска, нели хормоните кои што постојат во месото кое што ние го внесуваме. И ја повторно ќе апелирам... Што значи да не се консумира многу месо? Па, треба да се консумира, ама повторно ќе кажам, многу е битно државата да почне сериозно да се бави онаа храна која што е пуштена нели во државава да се купува, што содржи и во која концентрација ја содржи. Ме разбирате? Порано луѓето потребно е да се внесе месо секакво, заради тоа што во месото нормално е потребно и оние Б витамини и железото. Човековиот организам мора се да внесе. Така. Но повторно апелирам да оние институции кои што се грижат за исправноста и квалитетот на да бидеме сигурни дека јадеме навистина здрава храна. Така. Добро, тука некаде ќе ја заокружиме денешната емисија, значи во секој случај пораката до нашите гледачи е сепак да внимаваат на исхраната околу овој денешен проблем, да внесуваат што
почесто помали оброци, значи да има тука во оброците од се по нешто и овошје и зеленчук, полесна храна и нели ако пак имаат веќе вакви проблеми, секако да се обратат кај своите матични лекари и да ги направат сите оние потребни испитувања за точно да се утврди дали станува за овој проблем. Ти благодарам, доктор Лили. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука некаде и јас ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека сето она што го говоревме во денешната емисија беше од ваша полза. Ако е така, тогаш ние повторно ќе се видиме идниот понеделник. Уште од сега можам да ви ја најавам како гостинка доктора Спасија Софијанова, која што е специјалист педијатар, и се надевам дека ќе одбереме некоја интересна тема за која што ќе говориме, а сите оние кои што имате ета деца ќе можете да не следите тогаш и ќе слушнете за што станува збор. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје.